Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитуван министр задолжен за имплементација на стратегијата за роми Музафер Бајрам, почитувани министри, заменици министри, пратеници, амбасадори, почитувани присутни. Со овој настан денеска одбележуваме еден од најтрагичните настани и процеси во историјата на човештвото. Холокаустот, што за време на Втората светска војна бил извршен врз ромите и синтите, како дел од најмрачната замисла за така нареченото конечно решение на нацистичката и фашистичка закана врз слободниот свет од тој период. Ова е ден кога се сеќаваме дека меѓу 1933 и 1945 година нацистите и нивните соработници убиле стотици илјади роми, мажи, жени и деца во деловите од Европа кои биле под фашистичка окупација. Ромите во Европа биле мета на прогон од страна на нацистите, а масовните убиства го достигнале врвот во период од 31. јули до 2. август 1944 година, кога германците ја почнале ликвидацијата во Аушвиц-Биркенау, кога само во овој камп на смртта биле убиени речиси 3000 роми. Ова е еден од најголемите порази на човештвото во историјата и затоа Холокаустот врз ромите не смее да остане заборавен, како што го нарекуваат заборавениот Холокауст. Затоа на овој ден им одаваме почит и на сите активисти и истражувачи кои се дел од поширокото движење за правата на ромите и се залагаат за признавање на овој геноцид. Од огромно значење е што во 1982 година германските власти официјално ги признаваат кривичните дела против ромите во текот на Втората светска војна. А 30 години подоцна канцеларката Ангела Меркел го отвора спомен обележието посветено на геноцидот врз ромите во Берлин. На 8 април 2015 година Европскиот парламент усвои резолуција со која 2 август е прогласен за Европски ден на сеќавањето за Холокаустот врз ромите, со цел чествување на жртвите од геноцидот врз ромите од Втората светска војна. Непризнавањето на криминалот кој се случил тогаш се одразува врз долгорочната дискриминација на ромското население во Европа. Соодветното признавање на третманот на ромите во минатото е од суштинско значење не само за да се обезбеди правда и достоинство на оние кои умреле, туку и за соочување со антиромскиот говор и однесување и негово трајно отстранување. Активностите на владата на Северна Македонија покрај политиките на планот на сеќавањето, образованието и истражувањето на Холокаустот вклучуваат и мерки во борба против антисемитизмот, против негирањето и против обидите за искривено толкување на Холокаустот, дискриминацијата, говорот на омраза, расизмот и другите форми на кршење на човековите права. Нашата политичка и морална должност да ја сочуваме вистината за Холокаустот и неговите жртви, евреи, роми, словени и сите други народи, никогаш да не бидат заборавени. Оттука е нашата трајна определба, никогаш да не ги заборавиме сите жртви на Холокаустот, но и жртвите на останатите геноциди. Да го негуваме и пренесуваме од генерација на генерација споменот на нив, да ги учиме младите генерации за она што се случи со цел никогаш, никаде и никому да не се повтори. Нека име вечна слава и благодарам на сите оние кои што учествуваат во сочувување на споменот и никогаш да не ни се повтори ваков геноцид. Благодарам.